години центрите за социјална работа не евидентирале ниту еден случај на насилство врз децата, тврдат од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Ова покажува дека центрите воопшто не водат евиденција за состојбата со насилството што се врши врз децата и дека нивните екипи не работат на терен. И тоа, за жал, е реалната слика во државата, вели директорот на Меѓаши, Драги Змијанац. Центрите за социјална работа се пасивни, не си обуват својата работа, не се на терен, немаат увид во сите дисфункционални семејства, не е соодветна изјавата на било кој одговорен да каже дека граѓаните не се совесни па не го пријуват насилството. Значи, децата се охрабрени, меѓутоа кога детето како субјект ќе пријави насилство, а доживува дополнителни трауми во процесот на докажување на вината на стоителот, замислете една ситуација кога едно дете ќе мора да се соочи на главен претрес со таткото кој го раздоскрнавал детето. И тоа го дозволува судот. Од спроведеното истражување на Меѓаши, дури 70% од испитаните деца воопшто не ги познаваат своите права, како што се идентитет, еднаквост, слобода на дружење и право на информираност. Иако 64% од децата одговориле дека во нивните семејства нема насилство, кога биле запрашани дали биле ударени во семејството, одговориле позитивно над 41%, што според Меѓаши покажува дека и семејното насилство е застапено во голем процент. Во пораст е и процентот на насилство во училиштата. Физичкото насилство е најзастапено, а шлаканицата е најчест пример на насилство што го употребуваат професорите врз децата, покажува истражувањето. По повод 20 годишнината од донесувањето на Конвенцијата за правата на децата и Хелсиншкиот комитет за човекови права констатира зголемување на насилство врз децата и препорачуваат државата да направи трансформација во социјалниот модел и центрите за социјална работа преку обуки достапно со 24 часа да бидат на располагање на децата.